Порикthehemi sërish në studio dhe tashmë ka momenti që të flasim pak për liçenin e Ohrit, Strug, Ohër, mirë po duke u fokusuar pak më shumë në mirëmbajtjen, kultivimin e asaj që liçeni i Ohrit na ofron, mirë po edhe duke u fokusuar pak më shumë tek peshkimi, tek peshkimi jo ligjor, tek dëmet të cilat mund të shkaktojnë, por edhe të gjitha speciet të cilat jetojnë në liçenin e Ohrit. Së bashku me mua në linjë direkte është Dushica Iliç Bojeva, e cila vjen nga Instituti Hidrobiologjik i Ohrit dhe me cilën do të flasim pikërisht për këtë temë. Добро утро, gospođa Душица. Добър ден, поздрав до гледачите и до присутните во студиото. Би сакала вака да почнеме како е времето во Охрид, дали е сончено, дали е топло, дали би можеле да дојдеме за овој викенд таму? Сончево, прекрасно, идеално време за сите кои се дојдени во регионот да ги поминат разлиците овој продолжен викенд. Ние ќе зборуваме за Охридското езеро. Колку е важно Охридското езеро и за луѓето, но и за сите што живеат во Охридското езеро? Дали тоа ќе биде фауна или и другите? Од било кој аспект гледано, биодивертитет на Охридското езеро е богатство со целиот свет. Бидејќи Охридското езеро е жешка точка на присуство на видови, во езерото живеат 1200 различни видови од флората и фауната, а од нив 214 се ендемски видови, кои живеат само на ова место и на ниедно друго место во свет. Од тој аспект е огромна важноста. Од аспект на вода за пиење, Охридското езеро е најголемиот резервоар на питка вода во Европа и со тоа е богатство не само за луѓето кои што живеат околу неговата водена површина, туку за луѓето од целиот свет. Вие ни кажавте големи бројки за фауна и флора што живее во Охридското езеро, но дали има некои тие видови од фауна кои што се најспецифични и најважни за Охридското езеро? Важен е секој единствен вид кој живее во Охридското езеро, затоа што за да функционира ланецот на исхрана во езерото, секоја компонента е еднакво важна. Но од аспект на она што нас не интересира како хумана популација за искористување, го гледаме крајот на тој синџир, ги гледаме рибите во езерото. А од особена важност се сите видови, 23 видови живеат во езерото кои припаѓаат на нативната фауна, ихтиофауна и 6 видови кои што се интродуцирани во некој период од постоењето на Охридското езеро. Она што сега ќе го видите во моја позадина, се наоѓаме во врестилиштето на Хидробиолошки завод и ќе ја поврзиме темата за разговор со пастрмката и делвицата. Зад мене е дел од подмладокот од годинешниот мрез, кој што се одвиваше во природниот период на мрестење на пастрмката, но подпомогнато од наша страна, од хуманата популација со вештачкиот мрез. Програма која е финансирана од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, обласно програмата за финансиска поддршка на рибарство и аквакултура. И она што е важно да се напомене, дека ова е заеднички напор од двете страни на езерото. Знаеме дека е трансгранично езерото, дека го делиме со Република Албанија и овој процес се одвива со помош на 3 мрестилишта. Нашето е со најголем капацитет, второто мрестилиште е во селото Шум, во близина на Струга, и третото мрестилиште е во селото Лим, крај полуостровот Третек во Република Албанија. Ова се подмладокот кој што ќе го одгледуваме до септември месец, кога што ќе бидат пуштени на истото место каде што биле ловени нивните родители, за да може да се колекционира икрата и млечта и да се добие овој подмладок од тој репродуктивен материјал.
Ние имавме интервју и со директорката од институтот за времето кога се вршеше и растот и навистина многу добар проект и важен проект за пастрмката и за Охридското езеро, но вие значи напорот е многу голем од хуманиот дел, но колку е важно ние да продолжуваме да работиме во тој дел што цела оваа иницијатива да произлезе на крај со пастрмки кои што живеат во езерото. Така. Од една страна комерцијалниот аспект и поватлачката на пазарот, бидејќи местото на пастрмката и на белдицата знаеме дека е со извонреден квалитет, е побарувана роба, но од друга страна за да се субституира она што ќе се извлече од езерото, потребно е овој процес континуирано да се изведува. Споменато беше и за време на Врестот дека оваа институција од самото основање го врши овој процес на вештачкиот Врест и тоа се 9 децении. Институтот е основан 1935 година и истовремено е почнат овој процес да се имплементира. 1960 година е второто врестилиште во село Шумова и Струга, а 1965 година во Клин во Албанија. Од тогаш со заеднички напор, значи зборуваме за децении, се работи овој процес и важноста зошто овој процес е потребно континуирано да се изведува е тоа што во езерото освен пастрмките не постојат други предатори видови. Тие се оние кои одржуваат равнотежата во присуството на останатите видови и во компетицијата на храна со останатите видови во езерото. Токму заради тоа, не само заради важноста и квалитетот на месото на пастрмката, туку и заради чувањето на балансот, равнотежата во езерото, од особена важност е овој процес континуирано да се изведува. Да. Освен пастрмката, за нешто друго што би сакале малку да зборуваме, а не често пати слушаме, е јагулата на Охридското езеро. Кои се најважните карактеристики на јагулата? Јагулата е еден особен вид кој има специфичен развој во текот на својот живот и нешто од она што го знаат луѓето од литературата која што е достапна е дека европската јагула се мрести во Саргасово море, тоа е крајбрежно море на Атлантскиот океан во Централна Америка кон Северна Америка и тоа е местото на природните рибни плодишта на јагулата. Но за да стигнат единките до таму, од Европа кога се во фаза на сребрена јагула, тоа е значи кога се големи јагули и кога го добиваат тој нагон да тргнат од сладководни водени системи во морска вода за да стигнат по природните рибни плодишта, е оној момент кога за жал хуманата популација од Охридското езеро го спречила заминувањето на сребрените јагули заради градењето на браните на реката Дрин. Постојат 2 брани на македонска страна и уште 4 други брани на албанска страна кои што го спречуваат нормалниот пат, тој свадбен пат на јагулата за да стигнат до Јадранското море, бидејќи тие брани се со висина од 100 и повеќе метри, што значи не е возможно со рибни скали или со лифтови да бидат пренесени тие единки за да заминат на природните рибни плодишта. Тоа е фазата кога ќе заминуваат сребрените јагули, но кога ќе стигнат на рибните плодишта и кога ќе биде извршен рестот, возрастните гинуваат. Потоа оплодената икра се развива во ларва лепроцефала, која што е мала, нежна и тргнува како ларва да оди кон сладките води. Преминува во форма на стакленка на периодот на преминување од солена во сладка вода и тогаш стигнуваме да дискутираме за нашиот воден слив, кога ќе дојдат тие стакленки на устијата на реката Буна Бојана и на Дрин. Тогаш тие стакленки би требало по природен пат да се движат по реката и реките и да стигнат
како жолти јагули до Охридското езеро и потоа со години да живеат по езерото и како сребрени јагули да тргнат повторно на пат. Кога ќе тргнат како сребрени јагули, тие не се полово зрели. Значи матурацијата, достигнувањето на зрелоста ја добиваат во патот до Саргасово море. Но има решение и за тоа како чекор напред е донесувањето на националниот план за управување со јагулата, кој што е во работна верзија и кој што според членот 79 од Законот за рибарство и аквакултура минатата година донесен, е нешто што ние како држава, без оглед што немаме облигација според европските закони, сме чекор напред и ќе биде донесен, изработен и објавен за обврските кои ги имаме како држава. Поврзано со порибувањето е тоа што со помагање, да речеме, со транслокација, пренесување на сребрените јагули до Јадранското море и стакленките од Јадранско море до Охридско езеро, ќе го направиме порибувањето на начин како што треба, само како байпас, премостувајќи ги препреките на реката Дрин. Овој начин на порибување е единствениот правилен, бидејќи она што го имаат во генетскиот потенцијал тие мали јагулчина, кога доаѓаат во сладки води, да припаѓаат на овој систем, ќе им го овозможиме животот да го продолжат во Охридското езеро. Кои се последиците од градењето на овие брани или пак на овие препреки за јагулите да можат да патуваат тоа природниот пат да го направат нивниот живот? Препреките се тие што е тотално оневозможено и во двата правци движењето на јагулите. Но, како што реков, постои начин и тоа да се премости, а од друга страна знаеме дека и јагулата припаѓа на референтната ихтиофауна, значи на нативните видови од езерото и наша должност е да го овозможиме балансот и присуството на овој вид во езерото. А тоа ќе се овозможи, како што споменав, регулирано со конкретни мерки за заштита на овој вид и порибувањето на начин како што фактички го носат во себе во генетскиот потенцијал овие единки. Друго, да кажеме вака, друга препрека или пак за друго нешто што се соочуваме секој ден е риболовот. Колку е важно да имаме легален риболов за да зачуваме фауната, особено на Охридското езеро? За секое водно тело важноста е се да биде спроведено според закон. Значи, она што можеме да го израчунаме како се движи популацијата без разлика на кој вид е доколку податоците ни се на располагање и се валидни податоци. Ако постои илегален риболов, тогаш, за жал, податоците нема да бидат секогаш во најточен аспект култувани. Сега во моментов на Охридското езеро постои и комерцијален риболов и рекреативен риболов. Минатата година беше отпочната постапка за доделување на концесии и за едниот и за другиот вид на риболов, со тоа што за рекреативен риболов постои еден корисник на рибниот фонд во тој аспект, а за комерцијалниот риболов постои или ќе постои, кога ќе се завршат сите процедури, 7 различни корисници на рибниот фонд, поделени конкретно по риболовни зони кои што географски се распоредени по езерото. Доколку се почитуваат сите закони, не зборувам само за Охридското езеро, зборувам за било кое водно тело, помагаме за обстојување на популацијата, не само на рибната фауна, туку на се она што живее во езерото. Ќе се повторам од почетокот, значи наша одговорност е и нам ни припаѓа само во текот на нашиот живот езерото, но треба да размислуваме и за идните генерации и дека ние само имаме позаимено од нив во еден одреден временски период. Токму заради тоа почитувањето на законите, почитувањето на законската регулатива е од основен приоритет за да може да функционира и натаму ова езеро, античко езеро, кое е старо со милиони години.
Дали ние сме свесни за езерото, за тоа колку е важно Охридското езеро не само за Северна Македонија и за Албанија, но и за Балканот и за пошироко. Дали ние сме свесни како луѓе за да да не загадуваме или пак да не превземеме действија кои што можат да штетат на Охридското езеро? За да зборуваме за свесноста, нешто е што тргнуваме сами од себе. Нашиот институт од неговото постанување до денес учествува и во едукацијата, како на широката популација, така и на секое ниво на образование. Не само на учениците во нашата земја, туку и многу пошироко. Често пати ние имаме и ученици од надвор од нашата земја кои доаѓаат и се трудиме со пренесување на нашето знаење и со подигнување на свеста да посочиме колку е важноста на Охридското езеро. Се надевам дека успеваме во тоа, затоа што имаме повратни информации и интересот на се повеќе ученици или студенти кои што сакаат да бидат дел од нашите истражувања на Охридското езеро, да помогнат за обстојувањето и за иднината на овој годинен месец. Ние сме тука при крај на нашиот разговор. Не знам дали имате некоја порака за сите наши гледачи, особено сега што летото веќе ни е многу блиско и Охрид и Струга се едни од две дестинации кои што се најсакани за одмор. Пораката е да го чуваме езерото, затоа што ако го чуваме, да чуваме и себе си. Една мала апел порака би била не се потребни толку многу плодни објекти со толку многу моćни мотори на езерото, бидејќи езерото е континентално езеро и не е толку многу големо за да има потреба такава раздвиженост на езерото. Доколку го чуваме, бидејќи и буката од тие мотори влијае на биодиверзитетот во езерото. Да скратиме малку од собствените задоволства, за да можеме што е можно подолго да уживаме во тоа што ни го нуди Охридското езеро и целата природа околу него. Госпожа Душица, благодарам многу што бевте дел од утринската емисија, но ние ќе продолжиме да бидеме во контакт, особено со теми поврзани со Охридското езеро. И благодарам за поканата и ви посакувам успешно. Благодарам многу.